Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Гости на вечерта е господин Томе Батковски, експерт за безбедност, експерт за албанско прашање и човекот кој долги години бил висок функционер во Македонската агенција за разузнавање. И како што можевте да видите, почитувани гледачи, темата на вечерта е дали албанскиот премиер Еди Рама денес сушно се реализира стратегијата на Енвер Хоџа. Долго време после Енвер Хоџа албанците се воздржуваа од мешање во внатрешни работи, ајде да речем беа доста мирни. Па дури 2001 година, кога беше војната во Република Македонија, освен една идеја од македонска страна за размеја на територии, Тирана не се вмешуваше така драстично во внатрешните македонски работи. Со платформата од Тирана, значи прв пат после Енвер Хоџа, на еден груп директен начин Тирана се замешува во внатрешните работи на Република Македонија. Се согласувам со тоа што мора да се каже дека и самата Албанија имаше големи проблеми во тој период. Од 1991 до 2000 година, знаете, беше нефункционална држава. Имено ни што помина, пирамидалното штедење, Судир север-југ, распадот на сите тие стоваришта што беа за оружје, за амуниција, политичките кризи, кланови, да не зборувам за криминалните кланови. година италијански карабинери патролира Италија, на албанска обала. Си ја сметаат италијанците Албанија од време уште како италијанска зона на интерес. Тоа е старо, не е ништо тука ново, ова што го кажувам сега. Затоа и меѓу другото и таа врска во таа смисла и помош од друга страна помеѓу Италија и Албанија. Меѓутоа ова што велите, затоа што друга беше констелацијата. И економска, и финансиска, и политичка, и безбедносна. Се промени ситуацијата со напливот, односно вмешувањето на Соединетите Американски држави и состојбата во Косово. Создавањето на Косово република, формирањето на Бонстил, една од најголемите копнени бази на Соединетите Американски држави. По претходниот блок, клучната теза дека Албанија има многу блиски односи со фашистичка Италија. Всушност, Италија и фашистичка и денешна Италија имат исклучително влијание врз политичките процеси во нашата соседна држава, Република Албанија. Оттаму и не чуди дека Италија кој еден дел од чадорот или едниот крак од чадорот, кој последните 2 години ја предизвикал политичката криза во рамки на Република Македонија, со помош на Албанија, влие тој процес добива одредена дополнителна жестокост. Според тоа, сите овие елементи, но заедно, пак ќе кажам, заедно со едно чувство на сигурност. Дека нема да бидат санкционирани. Најверојатно и чувство на сигурност спрема македонската нација. Дека се стратешки партнер на Америка. И една препотенција, предпоставувам, иако можам слободно да кажам дека ова е голема политичка грешка на Албанија и на Еди Рама. Апсолутно. Ајде погледнете дел од едно интервју или кратка изјава со фронтменот, лидерот или човекот кој денес се залага и е гласноговорник на целиот тој процес на формирање на природна, етничка или голема Албанија. Кучо Дана е главен промотор на идејата за формирање голема или така наречена природна Албанија. Бил политички советник на неколку албански премиери. Реалист, кај ние Шкипри. Шкиприја линдоре. Осе сич чухат сот. Македонија перенди море. Косово. Осе сич емри реал. Шкиприја вери линдоре. Осе Лугина, Малсија, Туз, Улчин, Плав, Гуци, осе Шкиприја вери перенди море. Но каде вој, премра, то тие. Чамрија, осе Шкиприја југоре. Ка не Шкипри. Шкиприја на кофит есај натурал. Од 2001 година штабот на Али Ахмети и на неговата учека беше сместен во Призрен.
Во текот на војната во 2001 година, во првите комуникеа на ОНА беше најавено конечно ослободување на албанските територии во Западна Македонија од славо-македонските окупатори. Teritorët shqiptare, Struk, Kërçov, Gostivar, Tetov, Shkup, Kumanov, ju aneksuan Serbisë. Gjakov, tërë Kosova, Prishtinë, Prizren, Ferizaj, ndërsa Malizi ju dha Ulqin, Plav, Guci, Tuz. Shqiptarët janë shumicë dërmuese jo vetëm në këto sa thash, por për shembull janë 37% përbëjnë në Prilep, 43% në Veles. Sot nuk ka fare shqiptar. Се надевам, почитувани гледачи, да го приметивте дека книгата која има напишано Кочо Данеј, кој е гласноговорник и фронтмен на целиот тој процес за формирање на природна, етничка или голема Албанија, има наслов или има име Платформа. Платформа за формирање на голема Албанија. И чудно, почитувани гледачи, целиот тој проект, кај што се вклучени 4 македонски албански политички партии, кои му се доставени на прифаќање на господинот Зоран Заев и кои се под спонзорство на албанскиот премиер Еди Рама, исто така има работа наслов Платформа која е формирана во Тирана. Да немате дилема, почитувани гледачи. Кочо Данеј е исклучително влијателна личност во политичките, историските и секакви други општествени кругови во нашата соседна држава, тоа е Република Албанија. Бил советник на албанскиот премиер Илир Мета. Како што сега стојат работите, Илир Мета во сегашната политичка констелација има исто така големи шанси да биде идеен албански премиер после јунските избори оваа година, што ќе рече дека Кочо Данеј воопшто не е клечка или воопшто не е дрво без корен, туку е човек кој има исклучително, ама баш исклучително големо влијание врз политичките, општествените, историските и секакви други процеси во нашата соседна држава Република Албанија, има исклучително големо влијание со наметнување на темата за формирање на голема етничка или природна Албанија. Професоре, сега те кажете дека аспирациите на Албанија не Енвер Хоџа кон Македонија, говориме за Македонија, но и кон тогашна СФР Југославија, почнуваат после конфликтот на Тито со Сталин? Да, апсолутно. Тогаш и Енвер Хоџа ја менува политиката и во смисла на прифаќање на голема албанските барања во територијална смисла. И практично сигурими подосна службата албанска ќе се јави како главен организатор, поттикнувач, финансиер на многуте илегални структури кои ќе се јавуваат на територијата на Југославија и во емиграцијата, а ќе работат на проектот етничка Албанија. Истиот, значи Или голема Албанија? Етничка или голема Албанија? Оние викаат етничка, Тоа е ние тоа. сметаме Тоа голема. етничка Албанија има оригинални карти од првата Призренска лига, Сега име која Кочо Данеј, промотор на тај. Кочо Данеј тој создаде движење, ја нарече движење за природна Албанија. Ружди Велио или командант Јехони е прв братучет на Али Ахмети, загинува во текот на војната 2001 година. Неговото тело е најдено во една масовна гробница во околината на Гостивар, односно околината на Тетово. Ова недела тој е закопан со сите почести на гробиштата во околината на градот Кичево или во неговото родно место.
Од овие снимки, почитувани гледачи, може да видите како конкретно на теренот функционира реализацијата или спроведувањето на таа платформа договорена во Тирана на погребот на господинот Ружди Велију, кој го организира градоначалникот на Кичево господин Фатмир Дехарија, на кој присуствува целиот естаблишмент на ДУИ, предводен од неговиот прв братучет Али Ахмети. Всушност сите се поклонуваат пред споменикот на голема Албанија. Луѓето кои ги следат тие работи одблиску велат дека 1 или 2 дена во Кичево се водеше класична националистичка кампања пред да биде реализиран или спроведен погребот на Ружди Велију. Всушност партијата ДУИ се јавува како гласноговорник, фронтмен и носител на сите тие процеси. Целиот град бил облепен со банкноти кои се напишани на македонски или на албански јазик, значи двојазични банкноти, и всушност партијата ДУИ сега е главен генератор на подгревање на тие националистички страсти во Република Македонија. Има, јас сум снимал и кабинетот на Илир Мета и Ели Рама, кај што е подпишал декларацијата, стои картата. Да, тоа е константа, пази. Кај сите. Само ќе ви дадам еден пример. Кога е судена првата група на Национално-демократската шкиптерска организација ОНДШ во Скопје, начело со Азем Морани, кој бил учител, инаку, и прилично бил активен. И во младинскиот сојуз, и во спортското друштво, и кога судијата го прашува зашто, дали немате права во Македонија, сега после оној период претходен, нели? Како не, вика, имаме права, јас не сум рекол, вика, ниту викаме ние дека немаме права. Па зашто, вика, формирате ваква организација? Ама, вика, вие не разбирате. Ние сакаме едно. Една Албанија. Тој не го објаснува тоа теоретски, пошироко, но многу јасно кажува. Една Албанија во која ќе бидат сите албанци. Значи, а Меджид Зубер, кој исто осуден, тој вика, ние сме за една Албанија без разлика кој ќе ја води. Дали Енвер Хоџа, Ахмет Зогу или Митхат Фрашери. Тоа кажува на судењето. Односно Бали Комтар, комунистите или... Без разлика. Тоа е тој територијален хомогенитет, значи. Кој ги обединува? Ги обединува. И тоа го кажува Меджид Зубер заедно со Азем Морани на судењето. 1947 Тука во година во Скопје. Во Скопје. Проседатковски. Гледате. Тоа ви е суштината до ден денеска на територијалниот хомогенитет во рамки на проектот Етничка Албанија, и уште нешто како константа е антисловенство. Се сеќавате на оној документ на ЦИА од 1948 година, кој го читав пред 3 емисии, почитувани гледачи, во оној интервју со Мирка Валиновска. Една од тие точки во тој документ беше како да бидат уништени словените. И ако таква формулација е составена или е содржана во тој документ на ЦИА, кој им дава смерници на сите тајни служби во тогашните Соединените американски држави како да функционират во сузбивање или уништување на словените, и ако уништувањето на словените е една од главната точка на платформите на делување на Енвер Хоџа и на тие марксисти-ленинисти, тогаш е сосема природно тие марксисти-ленинисти или албанскиот политички фолклор да има стратешки партнер во Соединетите американски држави. Антисловенството. Словенството. Во нивните програми, значи, словените се третираат како туѓо тело на албанците. Односно, како оние кои немаат историско право врз териториите на кои им се припишува историско право само на албанците. И во програмите им стоеше дека во било каква држава, словенска, односно југословенска, тие не би прифатиле, мисли на албанските националисти, бидејќи ќе се сметаат за окупирани во една таква констелација. И тоа е исто една константа, затоа што ако се сеќавате и првото сообщение на Учека беше со тој речник. Да ги извркаме славо македонците или словените. Од нашите почна да го употребуваат зборот славо македонци, бидејќи грците го употребуваат. Меѓутоа кај нив стоеше словени. Словени како туѓот, не, пазите, не сега, децении наназад во програмите. Затоа ова ви го кажувам. Тоа е една константа. Сега, почитувани гледачи, ви е сосема јасно зашто Еди Рама се јавил како спонзор на таа албанска платформа која е доставена на усвојување од страна на македонските политички партии. Тоа го одби ВМРО-ДПМН, а го прифати СДСМ. Со Тодор Петров разговараме на тема дали Ѓорѓе Иванов, кој се спротистави на реализацијата на таа тиранска платформа, може политички да биде елиминиран во форма на атентат, како што беше со Киро Глигоров или евентуално со Борис Трајковски. Дали очекувате сегашната политичка криза да се реши со атентат врз Ѓорѓе Иванов? Можна е таква опција. Петров, имавме две ситуации. 95-та година Киро Глигоров,
атентат кој го преживува и авионска несреќа Борис Рајковски 2004 година. Вие тоа го врзувате со два клучни политички моменти кои се случува 95-та, тоа е времената спогодба, регулацијата на односите помеѓу Македонија и Грција и 2004 година закона за територијална Тогашната опозиција ВМРО на Демократската партија и Светскиот македонски конгрес инициира и почна со одржување на протести во Скопје, Прилеп, Охрид, тоа се одржи во Кичево и најголемиот протест на 5 октомври пред собранието за да се елиминира можноста собранието да ја ратификува времената македонско-грчка согласност со која се смени знамето на државата и се суспендира нејзиното име. Најголемиот протест требаше да биде на 5 октомври, меѓутоа на 3 се случи атентатот. Опозицијата го откажа најавениот, по моје мислење, за очекување во тоа време најголем протест во историјата на Македонија. И јас бев службено во Соединетите американски држави, имавме организирано со македонците во Њујорк протест пред Генералното собрание на Обединетите нации. Му предадовме протестна нота против македонско-грчката времена согласност од 13 септември 1995 година на Генералниот секретар на Обединетите нации. Заврши протестот, веднаш со авион се вратив назад. На аеродромот во Женева во Швајцарија го побарав штабот на ВМРО за да прашам кај се подготовките за протестот што треба во Кичево на 4 и на 5 да се случи во Скопје пред собранието. Меѓутоа одговорот беше ВМРО, ДПМН и Демократската партија ги откажале сите протести во државата заради тоа што на 3 истиот ден се случил атентат пред хотел Бристол врз претседателот на републиката. Председателот на собранието веднаш ја превзеде неговата функција. Стојан Андов. Тој влезе во кабинетот на Тој неовластено влезе во неговиот кабинет. Ги скрши пломбите. Воопшто не ни почека епилог дали председателот ќе преживее, е жив или нема да биде. Не испочитува она процедура, дали за да биде прогласен дека не може да обавува својата функција. Уставниот суд ја прогласи неговата деловна способност. Значи таа 95-та година Стојан Андов направи државен удар. Па грубо го прекрши уставот. И на 5 наместо да имаме протест против македонско-грчката времена согласност, собранието ја ратификува и го донесе законот за промена на знамето на државата. Без никаков протест во земјата. И вториот момент е авионската несреќа на Борис Рајковски. Атентатот врз Борис Рајковски во 2004 година беше заради законот за територијалната организација на локалната самоуправа, доколку атентатот врз Глигоров беше заради ратификација на македонско-грчката времена согласност, атентатот врз Борис Рајковски беше заради во близина на Сараево, заради законот за територијална организација на локалната самоуправа. Ке ве дополнам, тогаш Бранко Церенковски заминува од премиерската оди на председателска функција, го носат на премиерска функција Хари Костов, кој гори после таа процедура на носење на закон за територијална организација. Бучковски, како ајде да речеме еден од главните играчи на СДСМ, оди во Струга и едва го вада со хеликоптер од седиштето на СДСМ во Струга заедно со Никола Ќурчиев. Така што таа варијанта дека таа територијална организација предизвикала веројатно најголеми и најжестоки реакции во Република Македонија, ова одговара на тоа што вие го говорите. Па имаме горко искуство, затоа и спомнав дека една од опциите за елиминација на председателот да биде спречен да врши функцијата и да биде загрозен неговото здравје и живот, а тоа е со опција атентат. Ние веќе имавме 20 председатели, еден министер за внатрешни работи. Воопшто не треба да се исклучи можноста да биде извршен атентат и врз председателот на републиката, за да председателот на собранието му довере мандат на кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз и барем засега Демократската унија за интеграција
да состават влада на Република Тодор Македонија. Петров спомена 3 атентати врз Киро Глигоров, врз Борис Трајковски и врз поранешниот министер за внатрешни работи господинот Јордан Мијалков. Со Милан Гламочанин, кој беше порано началник на Сојузната служба или полицијата на СР Југославија, а беше кандидат да биде шеф на српската полиција, разговараме на таа тема. Дали Јордан Мијалков беше сообраќајка или нарачен атентат. Околу убиството на Јордан Мијалков. Ние снимаме тука во предаја, не? Значи, тоа убиство е на неколку километри Тако е. од местото кај што сега снимаме. Тако е. Имаше многу контраверзи, многу шпекулации. На крај, ајде да речем, беше донесен некој заклучок дека стана збор за сообраќајна несреќа. За несреќен случај, предизвикан сообраќајна несреќа. Ви имате некои други информации, што е суштината околу, ајде да речеме, смртта. Да не бидеме категорични убиството, е што е суштината околу смртта на Јордан Мијалков. Pa evo, gospodin pokojni Jordan Mijalkov je bio ministar unutrašnjih poslova Makedonije. Neposredno odavde gde se mi nalazimo u Predajanima je bila saobraćajna nesreća. Međutim, prema informacijama s kojima raspolažemo, nije samo bila u pitanju saobraćajna nesreća, nego su bili još i neki drugi detalji. Neke detalje smo prikupili o tom delu. Vidim da je bilo i u Makedoniji nekih javnih, što bi se reklo, nastupa vezano za to, da nije samo saobraćajka, da je bilo još nešto, ali znate kako je, za sve ono, mi smo čak išli, koliko ja znam, Jugoslavija je išao u ambasadu Makedonije u Beogradu da prijavi to i da zvanično zatražimo. Znači, mi smo spremni za neki ljudski, profesionalni, barem ono što znamo. Кратко сасвим. Сообраќајка или е убиство? Mešano. Мешано. Pa ne znam kako da vam drugačije kažem, možda imaju neki koji znaju i druge neke detalje, jer znate... Преживува сообраќајка по убиство. Pa otprilike tako, ali ja ne mogu to da tvrdim. Znate, za to je potrebno da imate izveštaj patologa, da imate super veštačenje, ne samo saobraćajne struke, nego i medicinske struke. Прва пауза за реклама, останете со нас, погледнете и рекламите, се враќаме со втори дел на нашата вечерашна емисија. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Крстач Рама беше член на Политбирото на Комунистичката партија на Албанија во времето на Енвер Хоџа. Тој е татко на денешниот албански премиер господинот Еди Рама. Беше еден од водечките уметници, скулптори во рамки на тогашна Енвер Хоџи на Албанија. Тој е автор на оној голем споменик или монументален споменик Алејата на великаните кој се наоѓа на периферијата на Тирана. Всушност Крстач Рама беше човекот кој на некој начин ја требаше да обликува таа уметничка линија на таа марксистичко-ленинистичка идеологија на Енвер Хоџа. Батковски, секој кој бил во Тирана знае за еден голем, импозантен, да не речам монументален споменик, кој е на врвот над Тирана. Таму под тој споменик е закопан Енвер Хоџа,
нема обележе јасно на гробот, но секој што оди во Тирана му се кажува дека тама е закопан Енвер Хоџа, значи нема за него нешто напишано, меѓутоа се знае дека е тама закопан. Автор на тој монументален споменик е Крстач Рама. Крстач Рама е татко на Еди Рама. Во последната фаза на функционирање на Албанија, Крстач Рама е член на Политбирото на Албанската партија на трудот или партијата на Енвер Хоџа или комунистичката партија. Значи најсталинистичката партија, значи таткото на Еди Рама бил член на Политбирото или како би се нарекло член на владата на комунистичката партија. Значи Еди Рама го наследува тоа. Значи тој национализам, тој сталинизам и така натаму во функционирањето. Добро, значи, тогаш бил еднопартиски систем. Можел да одбие, знаете, имало луѓе кои не се согласувале со еднопартијскиот систем и не биле членови на Политбирото. Он не бил обичен човек таму, туку бил член на Политбирото, врвен уметник кој ги користел сите тие привилегии и бенефиции. Кадаре, например, не бил член на Политбирото. Крстач Рама бил член на Политбирото, синот негов станува министер за култура во владата на Фатос Нано, па подосна градоначалник на Тирана, 11 на години и премиер на Република Албанија. Тој синдром на марксисти-ленинисти не му е нешто што не е прифатливо за Еди Рама. Добро, сега видите во тие метаморфози, апсолутно можеме да препознаеме многу личности во други држави при овие промени. Говориме за албанците. Но, за мене е поважна програмата и константите, отколку поединечни личности. Ме разбирате? Дали марксисти-ленинисти е константа во делувањето на албанската држава? Марксисти и ленинисти, тоа е една синтагма која почна? формираа марксистичко-ленинистички клубови низ Зашто низ таа Европа. формулација марксисти-ленинисти? Па, поврзување со советскиот комунизам. Ако Бали Комтар некаде после судирот Тито Сталин и после Втората светска војна се тренирани во одредени кампови во Грција, што е со овие марксисти-ленинисти, бидејќи и немирите на Косово 81 година и структурата околу Али Ахмети, постојано, нели, нивните противници им ја дава таа оценка дека се марксисти-ленинисти. Па тие беа тоа, не знам дали оценката. Али Ахмети? Па имено. Тоа е структура, да се разбериме. Сигурими настојуваше за времето на Енвер Хоџа да ги обедини сите. Врз овие константи, што и кажавме, на големо албански за кој зборува и сакаше да се наметне. Иако имаше идеолошки противници. Тоа ви кажувам. Имаше идеолошки противници. Дека ова структура на Али Ахмети во Приштина, да. нели тоа е оној, да речеме, она организација Татковината повикува, нели? Не, тоа е после. Татковината повика фонд е подосна. Тоа се организации во Приштина, таму постоја неколку организации. Тогаш беше најактивна група марксисти-ленинисти на Косово со Хидает Хисени. И нашиве студенти од албанската етничка заедница кои студираа таму, дел беа опфатени и иницирани од група марксисти-ленинисти на Косово. Али Ахмети е во таа структура? Апсолутно. Тоа е една група илегална група од Кичевско, од село Архангел, и неколку села тука. Тие се тоаш млади студенти. Значи, опфатени во таа илегална група, кога се откриени, лишени од слобода и осудени. Со тоа што Али Ахмети емигрира во Швајцарија. Така. Али тоа се сите тие групации на врз основата, всушност, на програмата во идеолошко-политичка смисла на албанската партија на трудот. И идеолошко-политички зборува. За територијалните и другите аспекти тие остануваат исти. Идеолошко-политичките биле тие. И зато тие подосна, Али Ахмети учествуваше во формирање подосна на организацијата марксисти-ленинисти на Косово, кој имаше свој подкомитет за населените места со албанци во Македонија. Тој го водеше Али Ахмети тогаш. Значи Али уште тогаш е... Да, ова е меѓу 1980 и 1985 година, 6-та беше откриена оваа организација и дел од припадниците беа и лишени од слобода и осудени. Беа правосудно осудени на оваа организација и подкомитет во рамките на организацијата марксисти-ленинисти на Косово. Посебен подкомитет за Македонија имаше. Да. А во ова време за кое вие прашувате, значи доминираше Сигурими со своето огромно влијание врз основа на програмата на Албанската партија на труд и нивниот поздрав тогаш таков беше со стисната тупаница. Како
Ке припадниците на албанската партија? Сигурими, значи учествува во иницирањето, финансирањето, индоктринацијата на сите овие марксистичко. И преку своите клубови во амбасади и клубови во Западна Европа. Кога се создавани се, формирани се марксистичко-ленинистички клубови. Но програмата е во идеолошко-политичка смисла на албанската партија на Трудот. Многу често велат преку Бугарија и преку Романија пари се носени, им се давани на овие марксисти-ленинисти. Таму им се печатени, ајде речеме, брошурите, таму им се печатени оние плакати, летци со кои делуваат, кои прават и така натаму, дека многу често преку Бугарија и Романија. Посебно Романија се потенцира таа врска помеѓу Сигурими и Секуритате. Видете, сега тоа се работи кој да строго по илегален пат. Еве дел од интервјуто со Божа Спаси снимено 2010 година на тема како сојузната удба варбувала одредени припадници од албанското политичко милје да работат за незините потреби. Како ги убедувате? Да речеме, не сакам да спомнам имиња, меѓутоа кога читаме тоа досие Ибар, се вели дека човекот имал одредени склоности кон малолетни деца и хомосексуални склоности. И дека врз база на тие склоности е уценето службата, Југославенската служба УДБА, и дека е принуден да биде соработник на службата. Како оди тој процес? Вие сте биле од таа страна, значи вие сте обработувале многу соработници на службата. Како оди целиот тој процес? Стотине, да не кажем, али десетине хиљаде луѓе е прошло кроз тај процес. Од рата па до рецимо неке 90-те години о кој ја говорим. Значи, да би имали податак, ви сте морали да имате информацiju sa terena. Znači, ako govorimo o nekom čovjeku da ima neke loše sklonosti, da je homoseksualac, da je prevario ženu, da je prebegao preko granice pa se vratio, da je neko slab na novac, da je neko osuđen u zatvor i tako dalje, mi smo to sve dobijali sa terena. I onda kad mi dobijemo te informacije, mi kažemo, boga mi, ovaj bi bio pogodan da se razgovara. Onda vi prikupite dokumenta. Tako smo imali, recimo, primjera radi, kod jednog saradnika, da je on na jednom bazenu, neću mu naravno reći ime nikada, na jednom bazenu naprosto skinuo po onaj kaput, bade što je imao i nekoj deci pokazivao svoje telo. To je vo Makedonija se slučaj. Vo Makedonija govori, znači jedan slučaj je to bio. Znači ja sam go čital to dosije i go imam pročitano toj detal, дека покажувал условно речено такви педофилски склоности и дека е сликан и тоа е искористено службите. Тоа е еден од примера, десетине такви случаева сме имали. Значи ние, ја не могу да кажем сад дали е тоа тај човек или таа веза, али углавно ево тоа вам е како било. Онда ми имали пријаву родителја да е тоа било тако и онда е таа пријава прошла кроз полицијску архиву. И onda mi dođemo u arhivu, izvučemo to i zovnemo njega na razgovor i kažemo ovo je tako i tako, znaš kako je ono. Onda on se preznojava, ne zna šta će da radi. Mi kažemo ti možda pomogneš zemlji, a mi da ovo uništimo. Da mi ovo kažemo da nije bilo istina i tako dalje. Ili ako si osuđen, mi ćemo to da pretvorimo da si osuđen zbog saobraćaja nesreće i nečega drugog. Znači, služba koristila razne načine. Na primjer, tu Ibar dobiva lažen pasoš. Znači, lažen pasoš na ime Aleksandar Antić. Роден на 4 јануари 59 година. Значи, датумот на роѓењето е точен датум кога е роден тој албански политичар или поранешен командант на УЧК, на ОНА, НАН и така натаму, кој е роден. Нормално градот не е, не знам, некој градче мало во Западна Македонија, туку е градот Скопје, и му се издава дека живее на булевар ЈНА. Видите, која е тоа перверзија? Значи, човекот кој бил командант на УЧК, на ОНА, НАН, вие му издавате лична карта дека живеел на булевар ЈНА во Белград. И врз база на тоа, ние веќе знаеме кој е тој човек. Да вам кажem nešto, odmah da vam bude jasno. Služba je jedno od osnovnih metoda bila izdavanje lažnih putnih isprava. Dakle, ljudi o kojima govorimo nisu mogli na svoja imena da dolaze, ne znam, u Sloveniju, u Hrvatsku, na Primorje da se nađu s nama, nego smo mi njima davali lažne putne isprave. Obično se vodilo računa, evo to je ono što odgovor na vaše pitanje, da ta putna isprava bude prepoznatljiva za njega. Pa recimo Andonovski, kako se Ahmet Andonovski, da se poveže sa njegovim imenom. Uvek su prva imena... Aleksandar Antić. Taj Aleksandar Antić, on bi trebao da asocira da mu je i originalno ime AA, ne znam, pričam, primjera radi. Znači, uvek je to moralo, jer se događalo... Ovo je interesno objašnjavanje, apsolutno. Ovo mi je objasnilo celata tehnologija. Kako služba... Ljudi zaborave, nećete verovati, ljudi zaborave. Često puta smo imali, dođe ispred granice i kaže, ja sam zaboravao kako se ja u stvari zovem. Како поранешните марксисти-ленинисти од времето Невер Хоџа денес се власт во Република Македонија. Групацијата Куштри Милирис
Што е таа групација? Кој е член на таа групација? Вела дека едно од... Не, тоа е илегална организација создадена во Тетово. Во Тетово? Во Тетово, 82 година. 82 година, начело со Рафи Халили. Значи, начело со Рафи Халили, таа илегална организација, всушност, беше откриена, документирано действувањето и нормално најактивните членови што беа откриени, че против државно делување беше докажано, беа осудени. Дел од сегашните политичари, од ДУИ и од структурата околу Али Ахмети, има некој кој бил член на таа група на Куштри Мил? Па, тогаш беше водач на младината на Куштри Мил Илирис, Џевата Деми. Пратеник од Џевата Деми. Да, истакнат сега во политиката во ДУИ, меѓутоа тој беше осуден, издржа казна затвор. 10 години така издржа. што, па точно не знам да не погрешам сега, меѓутоа издржа казна затвор, а потоа се вклучи во политичкиот живот, веќе знаете, после 91 година, но во оваа структура, тоаш како многу млад, беше активно, според моите сознанија, во младината на Куштрим и Лирис. А тоа значи повик на слобода, а водач беше Рафи Халили, кој претходно веќе беше осуден за илегално делување 2 пати во претходниот период. Едната од тие спекулации дека сте биле соработник на албанска тајна служба. Што подразбирате под албанска тајна служба? Подразбирам ШИК, албанска тајна служба, дека сте биле соработник во времето на комунизмот. Во времето кога ШИК функционираше, јас сум лежал затвор. После излегувањето од затвор, сите мои активности до 98-99 биле јавни. 99 година... Господине, зборам за тие до 90 година. Да. Значи, вие сте биле дел од раководството на таа нелегална организација Куштрим и Лирис. Да. Значи, во превод тоа е повик... Оснивач, еден од оснивачите. Еден од оснивачите, раководството. Значи, во превод тоа е повик за слобода. Да. И вие сте лежеле врз основа на таа организација, некаде 10 години не, затвор. 8,5. А сте биле осудени некаде на 12 години затвор. Таа организација, значи по сите документи, беше составен дел на тој синџир на марксисти-ленинисти. Може да се каже. Може да се каже. Во тоа време претежно илегалните организации беа со таа идеолошка позадина која никогаш не представувала проблем ние политички и легално да се организираме со друга возвишена цел. За таа структура на марксисти-ленинисти стоела ШИК или албанска тајна служба. Значи јас само вие влечам, а добро, еве да за таа, да кажем, нејавна присатност на идеологијата стоеше албанска држава. Добро, репрезент на албанска држава, албанска служба. Например, вие во документите на таа илегална организација Куштрим и Лирис имате напишано отцепување на територија на тогашна СФРЈ од Улцин до Охрид и приклучување кон тогашна Албанија. Да. Врз таа основа ли ве регрутираше ШИК? Сте биле ли Јас соработник не на сум ШИК? бил регрутиран, јас сум бил организиран. Значи, господин од Џевата Деми не бил регрутиран, туку бил организиран од страна на албанските тајни служби. Дали денес носителите или фронтмените на ова платформа, која е формирана или напишана во Тирана, се само организирани или се само регрутирани. Дали подпишено во затвор некој изјави дека се соработник на југословенски или албански служби? Фаза на изјава. Ја никаде не бегам, затоа Чекај. Фаза на изјава. Фаза на истрага. Фаза на истражни действија. Фаза на до поднесување на обвинителен акт е дел од истражниот процес. Секој кој ги поминал тие фази, подлегнал на изјави, признавање на стореното. Ако не признаеше, немаше нити да биде, односно можеше да не биде осуден или пак да биде ликвидиран. За да се створи група. Сте подпишале ли? Изјави во време на истрага, безброј. Сте подпишале кога сте соработник на одредени служби? Ама не, па тоа не се бара во истражното... И сега кога Тодор Живков ми кажувате тази дупка не е дупка? Ама, по прашањето ви е обрнуто и накарадно поставено. Во истрага се подпишуваат изјави врз стореното. Такви изјави јас и сите кои поминале истрага подпишале безброј. Значи имало моменти. Значи сте подпишале, ама не сте мислеле дека тоа што го подпишувате е верно на вистината.
Имало случаеви кога и такви изјави се подпишуваат. Добро, За да се прекине, Кој тогаш ти гарантира, господин Адеми, дека ова што го говорите сега е вистина? Ако вие сте човек кој подпишува работи кои не се вистините, може да кажувате работи кои исто така не се вистините. Животот сепак не е филм. Животот сепак не е филм. Добро, колку такви групации, тајни, илегални, делувале на територијата на Македонија, кои, например, биле финансирани и биле охрабрувани да делуваат од тогашна официјална Тирана или партијата на трудот на Енвер Хоџа? Ако почнеме од 1945 година, значи делувањето е во неколку форми. Преку илегални групи, илегални организации и вооружени одметнички групи. Па некаде вела дека до средината на 50-тите години нашите безбедносни структури ги бркале тие албански криминални банди по Западна Македонија. Па не логично, затоа што имало одредени остатоци од претходните вооружени структури кои соработувале со фашистичките окупатори и не сакале да се предадат од логична причина. И други кои били уфрлани од Тирана. То после. Од Тирана е после 48 година, ви кажам. Доаѓаме до делот од емисијата Почитани гледачи, кој мене ми е најинтересен, а тоа е делот кој објаснува како е убиен или екзекутиран Џемо Хаса, поранешниот балистички лидер на фашистичкото движење на албанците во Република Македонија. Како е Џемо Хаса? Џемо Хаса после војната, непосредно, значи, Македонија ослободена крајот 18-19 ноември. Со ослободувањето 44 ослободувањето на Тетово и на Гостивар. И Џемо Хаса се одметнува на границата со Албанија, на областа Муљума, и практично бил заштитуван од група разбойници, познати како Горјани. Од село Горјани, начело со Алија Зибери. Инаку Алија Зибери бил со сегашниот речник на криминолозите професионален криминалец, што биле професионални криминалци. Предходно, по налог на Џемо Хаса го убиваат шериф Желина, за него работеле предходно, а потоа се негово обезбедување, негови телохранители. А инаку предходно омилено криминално дејство, едно од омилените криминални дејства им било да крадат и продаваат жени. Од тој дел на Македонија. Имено. Крадат жена и продаваат на повеќе места, се разбира, после пак му ја вратилат на Тамо кај што ја украле. Професионални криминалци во права смисла на зборот. Трафик. Значи, тие се предходница на ова трговија со бело робје што се види. Добро, тој е криминал, видете. Криминалот не бил ни од тогаш, не почнал ни тогаш. Историска категорија. Еден од најстарите занаети е криминалот, меѓу другото, со политиката и со една друга работа, да не ја спомнам сега. Меѓутоа, бидејќи ме прашавте, јас имав прилика, тоа сум го напишал во мојата книга, стои запишано, разговарав со тогашниот припадник на ОЗНА, Оделение заштита на народот, кој успева да реализира една навистина многу ефикасна комбинација, која се состоела во тоа да придобие за соработка близок роднина на Горјаните. Пазите, се работело за професионални криминалци, подготвени на се. Но, преку придобивање за соработка на нивниот близок роднина, советување дека ако го добие Џемо Хаса жив или мртов, ќе им биде овозможено да живеат понатаму во слобода и ќе им биде оставено личното вооружување. Без се им дал. Нема да бидат во затвор, тоа е бесед. Али, за возврат, треба да го направат ова сега што ви го кажав. После известно време, тоа било, значи, пред 1 мај, значи, април 45 година. По утврден пат и начин, како обично викаме, добива Абер и оди на контакт со роднината на Горјаните, кој веќе бил во соработнички однос со тогашната служба, доаѓаат Горјаните, прв пат ги гледа, Алија Зибери, тој не го познавал кој е тогаш, нели? Али знаел по име. Го известува дека ја извршиле задачата, дека Џемо е мртов, убиен од нивна страна. И од дисагите вади и му ја фрла главата на
на Джему. Му го предава автоматот од Джему и пиштол. Тоа е вистината за ликвидацијата на Джему Хаса, која е извршена од групата Горјани начело со Алија Зибери. Бидејќи бесата била дадена, тие се пуштени. Тоа е вистината во однос на овој случај, иако тогаш тоа било представено дека Джему Хаса бил ликвидиран во судир со македонските вооружени сили. Самите албанци си го елиминират Джему Хаса. Професоре, ова изворно кажување значи на припадникот со кој јас сум разговарал и ова го имам јас напишано во мојата книга. Толку за компактноста и за братството помеѓу албанците, кога ќе се најдат тесно и кога нема што да прават, тогаш почнуваат не да се бранат, туку да се убиват помеѓу себе. На тој начин главата на Джему Хаса, на послужавник, беше донесена пред македонската полиција. Гледате колку е денес силен и мокен Тала Џафери, очекува да биде председател на македонскиот парламент, се појавува по интервјуа на сите можни телевизии, дели лекции на една или на друга страна. Дали беше така 2010 година кога Тала Џафери беше исплашен дека можеби да биде лустриран. Не велам дека има направено гревови, не велам дека бил соработник на службите, туку се плашеше дека може да биде лустриран. Затоа во интервјуто за емисијата во Центар во 2010 година Тала Џафери воопшто не беше силен и мокен, туку беше блед како крпа. Господине Џафери, вие командант на 116-та бригада во УЧК. Да. Значи директно од Арама отидовте во УЧК. Да. И добро, во целиот тој период не сте соработувале со некои служби? Видите каква интересна биографија имат. Сте биле во ЈНА, сте биле во Арама, од Арама сте преминале во УЧК. Значи веројатно со некои контакти сте имале во целиот тој период. Па ние сме работеле и во процес на работа нормално, функционално сме контактирали, сме разговарале, односно сме комуницирали со вработените во Министерството за одбрана, односно во армијата. Значи во најлош случај вие сте пренесували информации на УЧК, значи во најлош случај, во најмал случај, значи вие сте биле на некој начин на некој од раководните функции во АРМ, во гарнизонот во Тетово, од гарнизонот во Тетово преминувате во УЧК и станувате командант на 116-та бригада. Значи апсолутно една интересна приказна. Добро, мојот удел сега е мој удел. Тоа е времето ќе покаже кој е уделот и кој е место и улогата моја. Дали доставувавте информација од Арама во УЧК пред да преминете 2001 година? Тоа е моја лична работа и останува за мене. Дори има луѓе кои биле во војната од страна на УЧК кои имаат давано изјави изминатите 10 години дека и дел од оружјето што го набавувале од поранешна ЈНА. Дека дел било киноско производство, меѓутоа еден голем дел било од структурите на поранешна ЈНА, дека сте имале одредена трговија со српските структури. Тоа немој да ве чуди таква изјава. Војна е едно, бизнисот е друго. Има и такви структури кои што се бавеле со бизнис, значи од некоја страна кои што за пари давали без обзир. Ако во текот на 2001 година децата или внуците на поразените марксисти-ленинисти или балисти војува против македонската држава, денес синовите, децата или внуците на поразените балисти, марксисти-ленинисти, всушност преку тиранската платформа сакаат под своја контрола да ја стават Република Македонија. Таму кај што делува Сулјо Дотлја, Джему Хаса и сите тие криминални структури или остатоци од Бали Комтар после Втората светска војна, тоа се всушност местата кај што се најмногу засегнати македонските безбедносни сили во текот на војната 2001 година. Значи тоа се истите локации, тоа се истите позиции, тоа се истите наследници, внуци на тие што биле поразени во текот на Втората светска војна. Па добро, тоа е се места каде што живееле и живеат припадници на албанската етничка заедница. Радикални. Па не биле сите радикални. Збориме за разбирате, не биле сите радикални. Се фатиле за оружје. Имено, и та не биле сите радикални. Далеко од тоа. Се зборуваме од безбедносен аспект. Ова е време веднаш непосредно после Втората светска војна. Знаете, во сите простори имало остатоци од старите вооружени структури. Можеме да тезата дека тоа што ни се случи 2001 година се всушност реакции, планови, платформи, делување на внуците на тие што се поразени 44-45 година. Не би врзувал тоа баш така, во таа смисла, туку повеќе останати програми врз овие константи за кои зборувавме. 60-70 години. Повеќе.
Dobro, Повеќе над 100 години се тие идеи. Кај што застанува Сигурими, продолжува ли ШИК или денешната албанска разузнавачка структура? Видите се, секоја држава се доаѓаме на прашањето на виталните интереси на државите. Витални интереси на стратегиски план. Секоја држава има своји витални интереси на стратегиски план. Според тоа, ако ја земиме сегашниот потез со ова тиранска или албанска платформа, јас кажав на почетокот, прво е директно мешање во внатрешните работи, второ е... Вие сте безбедњак, значи човек експерт за албанското прашање. Значи имате Еди Рама, татко му Крстач Рама бил член на Политбюро на Енвер Хоџа. Имате Али Ахмети кој е осуден, за казна затвор поради делување во тие... Не, Али Ахмети не беше осуден, ви кажав. Али Ахмети емигрира во Швајцарија, не беше суден. Меѓутоа, нели формира марксисти-ленинисти за Македонија, марксисти-ленинисти во Косово и така. Делуваше активно во емиграцијата во Швајцарија, заедно со Војком, со Фазли Велиу. Фазли Велиу беше на уште повисока функција, беше раководител практично за албанската диаспора во рамките на Левизија Популаре Косовес. Тоа е народно движење на Косово, кој проистекна од движењето за Албанска социјалистичка република во Југославија. И Фазли Велиу беше во емиграција пред да замине Али Ахмети. И имаме, да речеме, Села, кој е сега најжесток промотор на одредени голем албански планови, аспирации, со најпогрдни зборови кон тоа дека македонците се артифицијална нација, дека не постојат македонци, дека пред 100 години, значи оно што велите, словенството е генералниот, тоа е константа, главниот непријател. Зборам за националистите албанци, не зборам за сите албанци, да не се бидеме погрешно. Зијадин Села студира во Тирана. Значи студира во Тирана. Гледате, не може човек да не ги врзи тие работи. Не може човек да рече тоа е случајно. Не е случајно. Значи све си има своја основа, си има своји корени и не е случајно што во Тирана е направена таа платформа. Не реков јас дека е случајно. Не мислам на вас. Велам на некој кој не сака да ги види тие работи. Меѓутоа, пазете, нели зборувавме дека во известни периоди баш во Албанија и меѓу албанците и то огромен број имало кои биле за многу блиска соработка со тогашна Југославија, вклучително и се Република Македонија. Сакам да кажам, станува збор... Овие луѓе што ја прават платформата, не се случајни луѓе. Апсолутно дека не се случајни. И повеќе пати сум кажал, ништо нема, ниту не доаѓа наеднаш, ниту доаѓа случајно. Посебно што КЗК 2001 година беше директно фатен како учествува во помагање на конфликтите во Македонија на албанска страна или на страната на УЧК на Али Ахмети. Па имено, па добро. На Косово се наоѓаше и штабот на УЧК. За Македонија се наоѓаше на Косово. Беше во Призрен. Од тука одеа и легалните патишта преку Шара спрема Вејце, Вешела и Бозовце. Има многу примери или има многу настани кои може да се означат како почеток на распадање на паралелна СФР Југославија. Некој вела дека тоа е смртта на Тито. За мене е тоа случајот во Парачин, кога војникот Келменди убива неколку негови совојници на стража. Многу ми насмета дека структурите на ЦИЕ уште во тој период, некаде 87-88 година, кога функционира и постои се уште една и СФР Југославија, работат со помош на албанците на растурање на таа заедничка држава. Mnoge sekte su pod kontrolom CIE. Dakle, kad smo istraživali neke naše probleme sa sektama, došli smo uvek do Kalifornije. Dakle, preko recimo Mađarske, preko Holandije, pa do Sjedinjenih Američkih Država i do Kalifornije i do CIE. To, na primjer, nama se dogodilo problemi u vojsci da nam je Kelmendi ubio nekoliko vojnika i ispostavilo se da je bio član sekte, pa kada smo istraživali od koga je dobio i koji je njegov guru, ispostavilo se da je on u blizini Subotice, pa onda smo tražili dalje, pa se ispostavili do Budimpešti, pa tražili smo gurua njegovo i došli smo do Holandije i tako dalje. Kelmendi, ono ubistvo во Парачин. Jeste, u Paračinu. Znači, во периодот кога доаѓа до растурање, значи пред растурање на СФР Југославија. Pa to je bilo šokantno za nas u JNA, jer nismo imali ni jedan slučaj pre
pre toga, ali vidite kad i ljudi znali da misle i vraćali se povremeno u taj period, onda bi u stvari ukapirali da je to sve povezano. Dakle, i taj slučaj Keljmendi je bio samo paljenje vatre ili početak svega. Znači, to važi naravno i za rudnik Trepča na Kosovu i Metohiji, kada su ih podržali Slovenci i Hrvati i sve ostalo. Znači, razbijanje SFRJ je bilo po projektu. Значи, Келменди зима автоматска пушка, влегува во спалната соба кај што има повеќе војници и со рафал ги... На стражи, поубио своје другари. Ги истепува своите другари. И вие сметате дека тоа е дел на оној проект кај што сектите завршуваат со седиште во Калифорнија. To se sad događa, vidite sad svuda, gde god, oni sad njih zovu teroristi. Znači, kad se neko ne dopada velikom bratu, onda su to teroristi, a kad je kod nas, to onda nisu teroristi. Ние малце кои сме повозрастни се сеќаваме на оно што случи во Парачин. Кога Келменди влегува и со автоматска пуска убива во, ајде да речеме тамо кај што се наоѓаат војниците, прави масакар Келменди во Парачин, убива неколку луѓе. Што станува со овие албански официри во поранешната Југословенска народна армија? Дел од нив се префрлија во УЧК структурите во текот на војната 2001 година. Например, Тала Џафери беше поранешен офицер на Југословенската народна армија. Сега македонската. Подосна беше во македонската армија. Сега за македонската армија не знам, меѓутоа за Југословенската народна армија сите велат дека не може официр на одредена висока позиција да може да функционира ако немал добра соработка со КОС или војното разузнавање на поранешната Југословенска народна армија. Како тие луѓе одеднаш од JNA со облекот униформа, па на Арама облекот униформа и на крај завршуваат во УЧК, а подосни министри за одбрана или заменик министар за одбрана. Ова е исто една широка тема, но не е баш така како вие што викате, затоа што 98 година се сеќавате како беше Тала Џафери изгубен 2010 година кога се отвори аферата Ибар Мама, Војко Стрелец, код зидот беше бел. Не, јас зборувам се во поширока една смисла, морам да кажам нешто за да видите. Тогаш кога се формираше УЧК, значи имаше голем судир. Албански судир. Внатрешен албански. Да. Која струја да победи? Дали сеќавате имаше една привравена влада на Бујар? Букош. Војки сил. Так, Германија. Меѓутоа. Како? Имаше една Германија замек тој. Меѓутоа имаше БНД стоеше за таа влада. Струја која требаше баш да вклучи поранешни обучени офицери од претходната Југословенска народна армија. Меѓутоа победи струјата на претходните илегални организации, односно организацијата на Народното движење на Косово. Кај што е Фазли Велију. Така е. И кај што, кога се формираше тој штаб, значи, пред да дојде уште Хашим Тачица, со помош на големо влијание на американската страна, ме разбирате? Американски и беше, па имено кога викаме американска страна, тука се повеќе служби кои работат во насока на реализирање на стратегиските интереси. И 98 година во тој судир настрада еден врвен офицер, Ахмет Крсничи во Тирана, беше убиен и тоа убиство до ден денеска не е расветлено, а всушност припаѓаше на оваа страна на Бујар Букоши. И тоа беше внатрешна борба во која победи крилото на припадниците на Народното движење за Косово. Така да не беше ни тоа така едноставно како вие што мислите. Пазливи високо во хиерархијата? Апсолутно, па како не, па ви кажувам, беше раководител на албанската диаспора во рамките на Народното движење на Косово. Тоа беше водечка организација, без никаква дискусија. И во едно интервју 1998 година за Зери Косовес, во Швајцарија уште, тоа е гласилото на Народното движење за Косово, јасно кажа дека прво наред ќе биде ослободувањето од окупација на Косово, прва зона, потоа ќе биде после 3 години, ова беше 98 година, Македонија, ослободување на албанските краишта, окупираните албански краишта од словените во Македонија, втора зона, за 3 години, а после 98 година, 3 години, која година? 2001. Така е, и после доаѓа така нареченото источно Косово, Прешево, Медвеđо,
Медвеđа Бојановец како трета зона која треба да биде ослободена од окупација. Нашите раководители во тоа време беа информирани за ова, државни раководители. Значи знае. Апсолутно. И реакцијата, нажалост, не беше воопшто соодветна на степенот на опасност. Значи сака да каже дека Фазлив Илија е во кремот на таа структура која прави конфликти на Косово 98-99. Тоа е Народното движење за Косово. Апсолутно, нема што да сакам јас да кажам, тоа се историски факти, на висока позиција, знаете што значи раководител на диаспора за Народно движење за Косово. Тоа е главната организација која произлезе од Движењето за Албанска социјалистичка република во Југославија. Меѓутоа како се менуваше, дојде до распад на Југославија и оној презнак социјалистички се нормално се отврли и дојде целта Европа без граници, но во таа Европа без граници реализирање на оваа константа за која зборувавме околу територијалниот интегритет во рамки на оне што е пратеничката, сега убаво го кажа, нели, етничка Албанија. Значи во тој конфликт на БНД и на американските служби како да биде делувано и како да биде функционално инсталирано албанското движење, во тој конфликт помеѓу германската БНД и американските служби, победуваат американските служби и тие се инфилтрират на клучни позиции. Видите, тоа и со клучно влијание врз делувањето на УЧК. Тоа се видите интереси на службите кои во тоа време го воде и до ден денес американската служба го води главниот збор. Зборувавме како е создадена Република Косово, нели? Имаш имената таа недела. Бон Стил не случајно е создаден на Косово. Само слеп, глув човек и човек кој не може да ги следи процесите, не може да заклучи дека нешто тектонско и големо се случува на светската геополитика. Тука се поставува прашањето дали албанците за прв пат во својата историја немаат најдено стратешки партнер и може да завршат како најголеми жртви на новата светска геополитика. Кога албанците и американците стануваат стратешки партнери? И зошто? Па, тогаш кога Соединетите американски држави одлучуваат дека им е потребен таков партнер на Балканот. Јас ви кажав, во текот на создавањето проба, например, со Харвати, проба со Бошњаци, но се муџахедини и на крај оценија дека всушност треба со албанци да делуваат. Па не, видите ти, ова се пак отварате поголемо прашање. Па, видите, оваа организација на пензионирани припадници на Пентагон и на ЦИА, имено, па таа работеше во Хрватска. Работеше и ги опремуваше, ги тренираше. Имено, таа работеше и во Косово и во Македонија. Таа и во Рачинова најдена. Косово и Македонија, се разбираме. Да. Значи, тоа е американското влијание. Според тоа, секогаш големите сили, тоа мора да го имате на ум, мора сите да го имаат на ум, се водат од своите стратегиски интереси. Се што може да се приклучи и да им користи, секоја империја така работела, го користат. Дотогаш, додека е во прилог на нивната ефикасност и реализирање на поставените цели. Во онај момент, кога смета дека нема да им користи или ќе се оттргне од влијание и контрола нивна, тогаш следуваат санкции. И тоа секоја империја го работела, сега да бидеме ако одиме подалеку во историјата. Сега следуваат санкции за албанците? Треба да се остави простор, реков, после средбата во на која смисла, Рекс Тилерман малку е сложена. И на Коцијас пред 4 дена во Вашингтон, Коцијас пред грчките новинари изјави дека во фокусот на интересирањето на државниот секретар на САД било кои се силите, значи не били силата, силите кои го дестабилизират регионот. И Коцијас им вели на грците, ваша домашна задача е да знаете кои се силите, очигледно алудирајќи на албанскиот фактор. Видите, овде се работи за безбедност и проценки и не треба да брзаме. Тоа е работа на Пентагон и на ЦИА, така сега да се изразам. Ме разбирате, не треба да брзаме. Меѓутоа, ја гледате ова пошироката карта која ќе ја видиме, пошироката карта, значи има многу интересни зони
контактни зони на Жежок, Судир. И во таа смисла, не само да кажам, огромни задачи стојат пред Соединените американски држави, затоа што прашање е колку со своите потези за време на Барак Обама оснажија тие или ја оснажија Русија во случај. Тоа е прашање на голема проценка и таа проценка се прави. Добро, професоре, пошто сте експерт, сосема за крај. Иванов испраќа писмо на 4 адреси. Едно од тие 4 адреси е Тајип Ердоган. Втората е Доналд Трамп. Зошто на адреса на Тајип Ердоган? Зошто на адреса на Турција, како што вели наш стратешки партнер? Што тоа со безбедносен речник значи? Па, Турција од осамостојувањето на Македонија до сега, во однос на Република Македонија, значи, имаше исклучително коректен однос. После Турција е регионална сила. Да не забораваме, без оглед на сегашните проблеми во кои се наоѓа. Нема до Москва. Значи, нема до Москва, нема до Турција. Так. Турција ќе има активна улога во расчистување на работи и процеси кои ќе се случуваат на Балканот? Ќе видиме. Прво мора да се расчисти односот Турција со Соединените американски држави. Пред 10 дена средба во Анталија. Руски, американски и турски началник на генералштаб. Не треба да брзаме, но практично со одредени, според мене, погрешни потези на американската администрација под Барак Обама, тие својот член во НАТО, Турција, практично ја фрлија во прегратките на Русија, да се изразам новинарски сега јас, во прегратките на Путин, бидејќи многу средства истрошија Соединените американски држави, а предизвикаа, според мене, за себе контра ефект. Професоре, што е клучно? Унгарија, разбирливо е зошто Унгарија е на македонска страна на оние состаноци во Брисел и Грција на ниво на министар за надворешни работи го осудуваат однесувањето на Еди Рама, значи Грција. Турција се вклучува, Македонија се обраќа на Турција, се обраќа на Соединените американски држави. Значи, одеднаш 3 или 4 засегнати страни се заинтересирани за однесувањето на Еди Рама. Ова е време кога очигледно одредени лоши потези ќе бидат исправувани и одредени лекции ќе бидат давани. Затоа викам, треба да се почека, се прават меѓутоа се гледа подлабоки анализи, се гледат магистралите. Имено, меѓутоа имам едно правило, секојаш кажувам, не треба да се игра на прва топка. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна ќе се вратиме да одјавиме емисијата. Малпигија маргината, или позната како ацерола, исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С. За деца и природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав. Ацерола алкалоид. Таблети за чвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Од сега во ново блистер пакување. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Колдмакс. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, не се гледаме идната недела во 19 часот и 30 минути на програмата на Канал 5 телевизија. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.